Најново издание на емисијата Јавни политики на фреквенцијата на телевизија Мега. Што е Преда Плюс, нивните активности и проекти? Денеска ќе ги доближиме до вас заедно со директорот на Преда Плюс, Борче Јанкуловски. Добре дојдовте во студиото на телевизија Мега. Благодарам на поканата и ми представува чест и задоволство што еве вака вашата телевизија пројави интерес за се она кое што ние како организација го работиме во изминатите седма веќе година како Преда Плюс, но самиот тим работи подолго време и како бренд, како организација и тим веќе постоиме тука повеќе од 15 години. Ајде на самиот почеток да им доближиме на нашите гледачи што е всушност Преда Плюс. Преда Плюс е фондација за одржлив економски развој, која што е основана со цел да ги доближи сите оние политики кои се однесуваат на заеднички активности кои се спој помеѓу јавниот, приватниот и цивилниот сектор. Значи се она кое што го правиме да биде во насока на создавање на подобро општество во Република Македонија и постигнување на оние европски стандарди кои сакаме да ги постигнеме тука кај нас, пред се во Република Македонија, но и пошироко на Балканот. Нашата цел е оние сервисни капацитети кои што ги имаме развиено како организација да ги понудиме и да им помогнеме и на јавните институции и на невладините организации, но и приватниот сектор да ги постигнат оние стандарди се со цел полесно да можат да ги обувуваат и поквалитетно своите услуги, без разлика кога зборуваме за јавниот сектор, да јавните институции да нудат услуги кои се достапни за граѓаните, пошто тие се нивни главни клиенти. Кога зборуваме за приватниот сектор, да произведуваат производи кои се барани од страна на купувачите, а кога зборуваме за невладините организации, сите тие работат за одредена целна група, сите оние услуги кои што ги нудат и оние портфолио на активности кои ги имаат кај нив, да бидат подостапни за нивните крајни корисници. Јасно поставени мисија и визија, убаво дефинирани, претходно со истражување се разбира, каква е нивната остварливост сега за сега, како сте задоволни? Нашата визија како организација е да го промовираме тој одржлив економски развој и социјален просперитет преку фасилитирање на тие врски помеѓу јавниот, приватниот и цивилниот сектор, не само во Република Македонија, тука на локално ниво, туку и на регионално ниво на цела територија на Република Македонија, но и пошироко на Балканот. Нашата мисија е постојано подобрување, значи нема едно кој ќе го направиме да биде еднаш и да го земеме здраво за готово, туку постојано ние први како тим настојуваме секогаш да се подобруваме и како организација, така и настојуваме со сите наши партнери и соработници, истото да го постигнеме и да имаме можност тие вредности, значи кои ги негува нашата организација, кои се однесуваат на предприемништво, значи одржливост, се она што го правиме не е само од денес и за денес, туку тоа треба и да трае понатаму, да нема дискриминација кога се спроведуваат активности, да бидеме отворени и транспарентни за сите и се со цел да ги подобриме условите за живење и квалитетот на живот на населението во Република Македонија и на Западен Балкан. Работите на повеќе полиња, меѓутоа дали можеме да направиме една подолба кои се аспектите од секојдневието кои ги опфаќа вашата работа? Нашата работа е фокусирана во повеќе области, значи од самата природа на организацијата и она како сме поставени, нашата улога да нудиме повеќе сервиси кои ќе бидат достапни и за јавниот, и за приватниот, и за цивилниот сектор. Па главниот фокус на кое што го имаме како организација е професионално управување со проекти и грантови, но и нудење на услуги за приватниот сектор и за граѓанскиот сектор, вклучувајќи го тука и јавниот сектор. Тука можам да ги споменам, значи предприемништвото, развојот на иновациите, креативните индустрии, пред се информацијската и комуникацијска технологија, понатаму зајакнување и поддршка на граѓанското општество, енергетска ефикасност и заштита и поддршка на лицата во ризик, пред се мислам на лицата со посебни потреби. Од тука, значи, произлегува се тоа на кое што ние го имаме зададено како целни групи.
Тука влегуваат малите и средни предпријатија, како што споменав, граѓанските организации, организациите кои што на општините, министерствата, агенциите на национално ниво, понатаму образовните институции со кои што непосредно соработуваме, но сето на кое што го работиме, во главен фокус ни се младите и жените, значи развојот на бизниси од страна на младите лица и поттикнување на женското предприемништво, но и поттикнување на предприемништвото кај социјално ранливите категории и сите граѓани во целина. Она кое што го споменав како некоја територија на делување кое го имаме, иако сме базирани тука во Пелагонискиот регион, значи седиштето ни е во Прилеп. Просториите ви се наоѓаат во Прилеп, така и започнавте, споменавте, меѓутоа сето тоа е веќе доста проширено. Каде се делувате? Како што споменав дека нашата организација седиштето е во Прилеп, но имаме канцеларија во Скопје, која што ја водиме една од најголемите програми кои се однесуваат на развој на малите и средни предпријатија во Република Македонија и од неодамна, веќе 6 месеци, значи со своја подружница во Република Косово во градот Призрен. Нашата фондација е основана 2010. Она кое што нас не разликува од останатите организации, но и посакуваме останатите организации да го следат нашиот пример, е воведување на внатрешни стандарди во нашата организација, кои понатаму ќе бидат во насока на задоволување на барањата кои произлегуваат од страна, дали без разлика дали станува збор граѓаните, малите и средни предпријатија и така натаму. Ние сме, како организација, имаме и воведено стандард ISO 9001-2008, со кој што настојуваме, значи и гарантираме на некој начин се она кое што ќе го превземеме како активност, дека истото ќе биде исполнето према нашите клиенти. Во случајов, значи тоа станува збор дали се невладени организации, дали се граѓани, дали станува збор за мали и средни предпријатија или пак општини или останати администрации на локално и национално ниво. Самата работа и сите полиња на действување налагаат и ваша внатрешна поделба. Колкав е тимот на Преда Плюс и во колку сектори сте поделени? Сега во моментот тимот на Преда Плюс е со 11 редовно вработени лица, од кои што 6 се од машки пол, 5 се од женски пол. Настојуваме и ова родова рамноправност секогаш при секое наше јавно излагање да го истакнеме битноста на родовата рамноправност. Сите тие вработени кои се во тимот на Преда Плюс се поделени во 4 области или 4 теми на делување како сектори кои се наоѓаат во нашата организација. Тоа е економскиот развој и развојот на мали и средни предпријатија, значи тоа представува најголемиот дел од портфолиото на активности кои ние ги спроведуваме. Понатаму е проектниот менаџмент и управувањето со проекти, каде што како тип на услуги и поддршка ги даваме за сите овие категории на организации кои доаѓаат од јавен, приватен и цивилен сектор. Понатаму истражување и развој, каде што редовно правиме истражување и настојуваме сето она кое што го спроведуваме како активност да биде дел од врз основа на објективно мерливи индикатори, значи сето она да биде проверено на терен и нормално делот од нашата општествена одговорност како организација, тоа е 4-тиот сегмент, се однесува на донациите, каде што настојуваме да промовираме културата на донирање пред се кај граѓаните, но понатаму и кај предпријатијата, затоа што тргнуваме ние да бидеме како пример, но очекуваме тој пример да го следат и останатите организации пред се граѓаните и приватниот сектор. Споменавте веќе неколку години дека работите и во Пелагонискиот регион, меѓутоа и на територијата на цела наша држава. Од проектите кои веќе ги имате завршено, оние кои се реализирани, дали можете да издвоите, сигурно се работи за голема бројка, меѓутоа да издвоиме неколку кои биле најзначајни или пак можеби вродиле со резултати кои не беа очекувани дека ќе бидат толку позитивни? Секако има голем број на проекти.
сите проекти имаме успешни проекти, имаме и делумно успешни проекти, секогаш учиме од грешките, но како најзначајни би ги споменал проектот за градење на капацитетите на центрите за регионален развој, каде што врз основа на анализа и мапирање на потенцијалите за развој на Вардарски, Полошки на северозападен регион, успеавме да направиме по прв пат анализа на кои се оние економски потенцијали кои ги има во тие сектори и развојните платформи на самите општини кои припаѓаат на тие региони да им помогнеме на некој начин во нивното стратешко планирање кога ги прават сите оние планови како општини и како региони и со центрите со кои што соработувавме, располагаа со мал тим, мал број на луѓе, но со сето она кое што им помогнавме, тие прераснаа во организации кои што навистина се гордаеме со она што сме го направиле и тие спроведуваат голем број на проекти и тоа е нашата цел, значи не само ние да растеме како организација, туку и нашите партнери со кои што соработуваме. Понатаму, она кое што од особена важност и со кое што се гордаеме како организација што неголемата мрежа во рамки на Европска унија која се однесува во делот на социјални услуги не препозна нас како партнер, каде што изградивме капацитетите на повеќе од 100 граѓански организации кои нудат социјални услуги, без разлика дали станува збор за лица со посебни потреби, дали станува збор за маргинализирани, исклучени луѓе од општеството и им помогнавме значи на тие организации преку градење на нивните капацитети да стигнат до можности за финансирање, до финансиски средства кои не доаѓаат само од страна на проекти, туку и од страна на јавниот сектор и од страна на приватниот и граѓанскиот сектор. И тие активности и понатаму ги продолжуваме и понатаму ќе ги поддржувам затоа што една од благородните мисии кои сакаме да ја промовираме на ниво пред се тука во Македонија, но и на ниво на Балканот. Понатаму како еден проект еден најуспешните наши проекти е проектот за развој на типични гастрономски производи кои се важни и битни за туризмот. Тој проект го реализиравме во Република Косово. Успеавме да мобилизираме цела бизнис заедница која работи во делот на туризмот во јужниот регион од Косово и успеавме како производи, како туристички производи да ги продадеме на туроператори, што представуваше и за нас успех и успех за самите луѓе кои беа вклучени и токму тоа беше една и од мотивациите зашто да основаме подружница во Косово. Но и она што сме горди и сакаме да го истакнеме е поддршката на младите и вклучување на младите во без разлика дали станува збор во нашата организација или организации кои поттикнуваат младинско учество. И често значи со голем број на организации спроведуваме и младинска размена и им даваме можност пред се на студентите од техничките науки да присуствуваат на студентска размена во Република Германија, каде што сите оние технологии, сето она кои што го учат во литературата, навистина ќе им биде достапно и доближено до нив и се надеваме дека со ваквиот тип на активности понатаму ќе продолжиме како организација. Несомнено е дека мора да се спомене проектот за зголемување на пазарната вработливост, проект кој се уште е во тек. Ајде малку повеќе за овој проект и какви се досегашните резултати. Проектот за зголемување на пазарната вработливост е проект кој што е имплементиран од страна на Швајцарски контакт и тука локален партнер е Преда Плюс фондација. Проектот е финансиран од страна на Швајцарската агенција за развој и соработка. Тој е долгорочен проект, во суштина е програма која поддржува 3 сектори во кои што работиме како програма. Тоа е развој на туризам, каде што како дестинации во фокус се Крушево, Маврово и Охрид. Понатаму зелена економија, секторот на зелени економии, каде работиме во одржливо градежништво и во делот на органско земјоделие и онај дел каде што Преда Плюс е задолжена, тоа е делот за креативни индустрии,
каде што работиме во два подсектори, тоа е подсекторот за софтвери IT услуги и развој на нови производи или развој на дизајн на нови производи. Овој проект има за цел да ги мобилизира сите оние пазарни инструменти и механизми кои ги имаме на располагање со цел да им овозможиме на компаниите од овие сектори да растат побрзо, да извезуваат надвор од државата, разгледуваме кои се правните бариери, кои се правните пречки кои ги имаат во својот понатамошен развој, која е институционалното обкружување, понатаму кои пазари треба да ги пласираат своите производи, каков тип на производство треба да имаат, како треба да планираат, како полесно да извезуваат. Самата програма е доста амбициозна, како таргет имаме 1000 вработувања, директни вработувања и 1000 индиректни вработувања. Ние како сектор креативни индустрии сме задолжени за генерирање во следните 4 години 500 вработувања, директни и 500 индиректни вработувања. Иако изгледаат големи бројки, сепак ние работиме со еден сектор кој е доста динамичен, бара доста просветеност, доста образование и едукација и се надеваме дека од сите овие таргети кои ги имаме поставено дека ќе ги исполниме. Задоволни сме од она што го спроведовме во првата година, го поддржавме Сивус развојниот едукативен центар во формирање на акселератор, каде задачите кои ги обавуваат идните вработени по прв пат им се доближија во текот на образовниот процес. Работиме тука и со Факултетот за информатички и комуникацијски технологии. Првиот бизнис акселератор на јавна образовна институција е формиран тука. Наскоро очекуваме и промоција на официјално стартување на активностите на бизнис акселераторот и доста иницијативи, не би одел во детали, пошто тоа би било поле за некоја друга заедничка дружба, но сето она кое што лежи како клуч во развојот на нашите предпријатија за нивен пласман во надвор од Република Македонија е пристапот до услуги, до квалитетни услуги. Токму тој принцип настојуваме да го запазиме преку градење на капацитетите на оние кои нудат услуги, значи не сме ни оние кои директно работат, често пати сме позади завесите, настојуваме и ги промовираме нашите партнери кои во суштина и треба да го придвижат, да ги придвижат сите оние елементи, да ги превземат сите неопходни активности за да приказните бидат успешни. Уште еден од проектите кои неодамна го започнавте заедно со организацијата Сдружение на студенти и младинци со хендикеп од Скопје, станува збор за проектот градење на капацитети на организации за помош на лицата со посебни потреби во Република Македонија. Зашто точно станува збор и во која насока и точно на кои лица ќе им помогне овој проект? Овој проект кој е финансиран од Европската Унија, од инструментот за предпристапна помош на Република Македонија, тоа се ИПА средствата, првата компонента од ИПА средствата. Преда Плюс како организација носител на проектот, додека Сдруженијата за студенти и младинци со хендикеп е наш партнер. Токму поаѓајќи од нашата визија, мисија на вредностите кои ги промовираме како организација, не поттикнаа ние, иако не е економска тема, економска проблематика, да се вклучиме токму во овој проект, за да подобриме условите за работа на лицата со посебни потреби. Целта е да се поврзат токму поаѓајќи од самата визија и мисија која имаме како организација, да ги фасилитираме тие иницијативи помеѓу граѓанскиот, јавниот и приватниот сектор, за да се подобрат услугите кои не се нудат за лицата со посебни потреби, вклучувајќи и тука и местата за учење, значи каде студираат, во кои услови студираат, каде учат средна школа, дали имаат пристап до средна школа, дали имаме инклузивни училишта, понатаму во текот на нивниот процес на вработување, дали компаниите водат доволно сметка во делот на дизајнирање на работни места кои одговараат на видот на хендикеп кој го имаат овие лица, се со цел истите да бидат продуктивни во компаниите. Понатаму, поаѓајќи
поттикнати од сето ова кое што го работиме, само на овој начин, со заеднички здружени сили помеѓу јавниот, приватниот и цивилниот сектор, може да ги оствариме или да ги подобриме остварувањето на човековите права на лицата со посебни потреби и нивно вклучување во социоекономскиот живот. Уште на самиот промотивен настан кој минатата недела го имавме кога го промовиравме овој проект, присутните кои доаѓаат од граѓански организации, јавен сектор, приватен сектор, адресира голем дел од проблемите кои се соочуваат и едните и другите, и ние преку нашите активности кои, иако се однапред дефинирани, но сепак ќе направиме напори дополнително да ги адресираме низ активностите на самиот проект, како што се злоупотребите на работните позиции за лицата со посебни потреби, потоа непостоењето на опис на нивните работни места, неадаптираните просторни услови и материјални услови и за учење, кога станува збор за образованието, но и кога тие лица се вклучуваат на пазарот на работна сила. Во втората половина од оваа година ќе започнат бројни активности кои ќе допреме оваа проблематика и ги покануваме сите, значи граѓани кои имаат интерес, но и сите организации, приватни компании, владиниот сектор да се вклучат во сите овие активности кои ќе бидат фокусирани кон јавни дебати, промовирање и на еднакви можности за лицата со посебни потреби. Понатаму ќе имаме специјална едукација на компаниите кои вработуваат лица со посебни потреби, посебно на кадровските нивни одделенија во делот на планирање и дизајнирање на работните места за лицата со посебни потреби, но и голем број на други активности кои пред се насочени кон организациите кои работат со овие лица, со цел да ги подигнеме нивните капацитети да можат самостојно да ги обавуваат активности. Значи тоа е дел од таа наша мисија која сакаме преку овој проект да ја наметнеме со цел да им дадеме можност и самите тие организации кои работат со оваа категорија на лица да пораснат и да нудат поквалитетни услуги за нивните корисници. Работите и со граѓанскиот сектор, со јавниот и со приватниот сектор. Каква е соработката? Сте најшли ли досега на проблеми или пак сепак нивото на соработка е на, да речеме, добро или солидно ниво? Не би рекол дека има проблеми, секогаш имаме предизвици. Самите предизвици, работите кои ги работиме во секојдневието, сите имаме наши собствени проблеми во нашето работење, кога тие ќе ги земеме во тие предизвици, менување на бизнис обкружувањето, значи зафатеноста на компаниите. Не може да замериме зошто некои компании се вклучуваат, зошто не, затоа што мора да застанеме од другата страна, да разбереме кои се нивните потреби, кои се предизвиците со кои тие се соочуваат и секогаш кога разговараме без разлика дали станува збор за граѓанските организации, кога ги мобилизираме, значи нив настојуваме да одговориме на нивните барања. До сега не сме наишли на пречки, секогаш имаме отворена врата без разлика дали станува збор за граѓански сектор, дали станува збор за приватен сектор, посебно и блиската соработка со јавните институции, затоа што силно веруваме дека ништо не може да се промени, посебно кога станува збор за некои развојни политики, она кое што сакаме да го промовираме на национално ниво, значи да ги подобриме условите за живење без креаторите на јавните политики, но секогаш тој линк кој се настојуваме да го направиме е да се слушне гласот и на граѓаните, но да се слушне и гласот на бизнис заедницата. Само така креирани политики може да доведат до успешност во делот на развој и раст на економијата и подобри услови за живот на граѓаните. Пред самиот крај на овој разговор, кажете ми кои се вашите планови за воиднина? Плановите се предстои интензивен период. Како организација изминатите 6 години пораснавме од тројца вработени, сега 11, новите услови на работење и дисперизираноста на, да кажеме, главната канцеларија со
проектните канцеларии кои ги имаме налагаат реорганизација на начинот на работа, така да во следниот период престои едно стратешко планирање на сите вработени од тимот на Преда Плюс, кој не го правиме самостојно, туку во соработка со нашите партнери со кои секојдневно сме во комуникација, за да ги синхронизираме тие активности во земјата и во регионот. Самото тоа налага, значи, да ги превземиме тие чекори, се надаваме дека сето она кое што ќе го направиме, ќе го понудиме, ќе го искомуницираме и со вас како медиум и би сакала да ви се заблагодарам за уштена за тоа што одвојувате простор за да ги промовираме овие наши активности. Јас тука ќе ви се заблагодарам за вашето гостување и повторно ќе напоменам дека мораме да соработуваме, ќе ги пратиме и понатаму вашите проекти и ќе ги презентираме на јавноста. Ви благодарам уште еднаш за ова гостување и се надевам дека ќе имаме можност да презентираме уште многу вакви успешни проекти. Благодарам и на вас за поканата. Почитувани гледачи, тука е крајот на ова издание на емисијата Јавни политики. Ви благодарам за вашето внимание.